Бесплатно изборно представување на кандидатите за градоначалници, но и советничките листи кои што учествуваат на локалните избори 2021. Општина Ново Село, каде што 8 кандидати за градоначалници, има и советнички листи. Меѓу нив е и граѓанската иницијатива Стигај, предводена од Костадин Ристоманов, кој што има доставено советничка листа на престојните локални избори. Во студиото на Канал Вис е господинот Ристоманов. Ристоманов, кој е Костадин Ристоманов што се одлучи? Ве познаваме како активист од Здрава Котина против изградба на рудници, но еве, уште еднаш со оглед дека влегувате во локалните избори како советници, односно кандидати за советници. Кој е Ристоманов? Кои се останатите членови на советничката листа? Што може да очекуваме од вашата советничка листа Стигај? Најпрвен да ви благодарам за укажаната можност да се представиме и како носител на листата и како листа на советници предложени од нашата иницијатива Стигај. Пред се јас би кажал два збора за моите колеги на листата, кои што се докажани досега како веќе активисти, како борци против тој фамозен лудничав проект Иловица Штука, и тие се луѓе кои што до сега несебично се залага, беа учесници во нашите протести, во нашите сите активности, и еве кога дојде ред да мораме ние да се одбраниме од позиција на институции, доброволно се пријавија да и тие учествуваат во таа наша борба, која сега има нова димензија, а тоа е усвојување на советнички места и оттаму да можеме по пат на наше гласање и противење да го спречиме тој налудничав, уште еднаш ќе кажам, проект. Луѓето, не сакам поединечно за никој да зборувам, секој ќе си каже, имаме форми и начин на прикажување преку социјалните мрежи, сите ќе прочитат за нив, но пред се оние кои што мислиме дека можеме да ги усвоиме, првите неколку, да кажеме 7-8 личности кои што се да кажеме луѓе од народот, луѓе кои што ја познаваат проблематиката и луѓе кои што сакат бесплатно, уште еднаш ќе потенцирам тоа, бесплатно да учествуваат во решавање на проблематиките во општина Ново Село. За себе можам да кажам дека еве за оние кои што не ме знаат, имам 58 години, роден сум во Ново Село, живеам, работам во Ново Село и планирам до крајот на животот да останам во Ново Село, и затоа многу ми е важно да го спречиме тој проект, да не се реализира, затоа што, како што многу пати кажешме до сега, тоа ќе предизвика да се уништат условите за живот за наша плодна Струмичка котлина во наредните 2 до 3000 години. Тоа не смееме ние никако да го дозволиме. Иначе, вака поред, значи, фамилиарен човек сум, живееме со татко ми, со супругат, со двајца возрастни сина, со 2 снаи, со едно внуче. Собственик сум на 2 активни фирми, една е за градежништво, другата е за проектирање. Не учествувам на ниту еден тендер, не учествувам на тендери, така не сум бил член на ниту ни една партија до сега. И причината зошто сега се активираме само заради тој фамозен рудник. Тоа сакав и како второ прашање, господин Ристоманов, извинете што упадна во зборот. Зошто како активисти против изградба на рудници, не само вие, туку зборам и за сите оние кои што беа активисти и поборници за здрава животна средина, се одлучивте институционално, бидејќи со самото влегување во Советот, на некој начин вие треба и институционално да действувате. Која е причината зошто се одлучивте да бидете дел од локалните избори? Не е една причина, тие се низа на причини, кои што сметаме дека проценивме дека следната инстанца или следното ниво на нашата борба треба да биде преку советите. Еве ќе почнам поред. Прво е
пресудата на Висшиот управен суд, кој што ја поништи одлуката на владата или на таа комисија второстепена за одземање на концесијата. Значи, сега концесијата се уште не е активна, но ќе се води спор за неа, за тоа што случајно тогашниот генерален секретар на владата погрешил во состојањето на тој текст за одземање на концесијата. Втор сигнал, лош сигнал што кон нас се упати беше смената на господја Ана Петровска, тогашен ВД директор на Државниот инспекторат за животна средина, која беше излобирано повторно од рударското лоби. Третата беше причината што се поднесе за пократка постапка измени на законот за минерални суровини, во кој што земавме активно учество, а беше насочено кон повластување на идните концесионери, најмногу на рударското лоби. Четврта причина беше тоа што допреа до нас гласовите отворено, не срамувајќи се од таквите намери, дека се е завршено, дека се е подмачкано, дека е подмачкано во судовите, во владата, дека нема друг избори, дека до нова година треба да почнат да продолжат со работа. И на прашањето, активистите, одговор еден од бившите министри, кои што ги донесе некој начин овие рудници, рече дека и нив ќе ги средиме. Сега не знам како планираат да не средат, дали слакат да не физички да не елиминират или не знам како, но баш се прашувам како планираат да не средуваат. И затоа видовме дека досегашните наши напори не водуваат со плод, таквите протести или митинзи и се што друго не сваќаат сериозно, па затоа решивме да влеземе во власта и оттаму да можеме сами да се решиме работата. Со оглед дека имаме 10 минути, веќе потрошиме 7 минути, приближно, кои се оние заложби, господине Ристоманов? Предпоставам активно против отварање на рудникот, но предпоставам во Советот се носат и други одлуки. Кои се оние заложби за кои што го барате гласот од граѓаните на општина Новосело во како советничка листа кој што ќе действува во Советот на општина? Па еве вака, значи се обраќам кон идните наши гласачи. Ако мислат дека ние имаме нешто ново да им понудиме што е подобро, да повелат да гласат, а еве ги аргументите. Значи, ние во тој црн-бел свет во кој што живееме, гледаме дека било која позитивна идеја или намера на едната опција автоматски е дочекана на нош од другата страна и обратно. И тоа оди кон бескрај. Ние сме сведоци на зарубување на институциите од страна на партиите, бидејќи се фаворизираат нивните, а не другите, а ние неутралните или тие од другата страна едноставно како да не постоиме. Значи, ние ќе се залагаме за еднаквост, за правичност, за критериуми кои што ќе дават можност на сите граѓани да бидат третирани подеднакво. Затоа што партиите станаа и судови, станаа и биро за вработување, станаа се и се што, но не и тоа што треба да бидат носители на и давање на идеи и така натаму. Значи, професионализмот го нема никаде. Сведоци сме за многу неквалитетни изведби на проекти во општините, што е точно резултат на партиската поделеност и тоа што само едните и добиваат тендерите, нити се подготвени како што треба, нити се изработени, нити контрола, нити ништо, затоа што се тие наши, а вие не сте наши или ваши. Тоа наши, ваши веќе да престане, да бидеме еднакви за сите и ние ќе бидеме тоа јазичето на вагата кој што ќе превагне во советите, се надевам, ќе избореме доволно простор да бидеме одлучувачки фактор и конечно да се сплотиме, да живееме заедно, проблемите не се заеднички, треба заедно да ги решаваме, да не се гледаме како непријатели, да бидеме сите тоа што бевме порано жители на ова општина или на ова котлина. Со оглед дека имате време, имате ли некои конкретни проекти кои што можеме да ги ветиме како кои што ќе действува, стига е во рамките на Советот на општина Новосело, кога ќе освоите мандати? Значи, осен или затварање на... Значи, програмата ќе ве истакнеме, времето не ни дозволува многу, само ќе ви кажеме неколку.
Значи, прво рудникот да го сопреме, контролата на шумите, сечењето, пошумувањето, решавањето на дивите депонии, решавањето на конечно тие кучиња, скитници кои што никој не успева да ги реши, комуналните уредувања, да кажеме, прочистителни станици, за сите да има канализација, за сите да има питка вода, тоа се подразбира и јас сакам уште една работа само да кажам дека ветуваме дека оној градоначалник во Ново село кој ќе биде избран, ќе биде најуспешниот градоначалник, кој да биде, бидејќи ќе има совет кој што конечно ќе го советува правилно, што совет кој што ќе донесува одлуки различни од претходниот, и затоа некому мислат идните кандидати за градоначалници за кој ќе гласат на советничката листа. Ристоманов, 60 секунди како апел до граѓаните на општина Ново село. Управувањето со општината представува менеджирање. Моето и на колегата искуството, вториот на листата, е всушност наше скоро 30 годишно искуство во менеджирање на собствените фирми, решавање на проблематиките. До сега ниједна советничка листа, ниједен советник го немаше тоа искуство од менеджерски аспект да го пренесе во општините. Ние тоа го можеме, затоа се понудивме, нашето искуство дава гаранција дека на ист начин, со ист ентузијазам, ќе ги решаваме сите заеднички проблеми во нашата општина. Така да сами нека одлучат дали вреди, дали не вредиме, дали треба или за кој да гласат. Потребен број? 123. Благодарам, Ристоманов. Тоа беше Костадин Ристоманов, носител на советничката листа Стигае во општина Ново село. Продолжуваме со останатите носители на изборната кампања во општина Ново село. Почитувани, тоа беше се во изборната програма на ТВ каналот ВИС, изборно представување на кандидатите за градоначалници и носители на советнички листи во општина Ново село.